4 мај е денот кој досега го паметиме како еден од најтешките денови за македонската историја поради смртта на револуционерот Гоце Делчев. Тој бил еден од најголемите идеолози на народно-слободителното движење на македонскиот народ. На овој ден во 1980 година исто така починал и Јосип Броз Тито, председателот на Социјалистичка федеративна република Југославија. Еден од најдобрите изведувачи на македонска народна музика, Васка Илиева за жал се вбројува во оваа листа на легендарни луѓе. Таа почина токму на 4 мај во 2001 година. За жал граѓаните на Република Македонија 4 мај од оваа година ќе го паметат и како денот во кој почина и легендарниот Драган Вучич. Во раните утрински часови по неколку дневна борба со невидливиот непријател коронавирусот, за жал тој го загуби својот живот откако бил ставен и на респираторна машина. Веста ја потврди неговиот син Мартин Вучич, кој со болка во градите и солзи на очите за медиумите само успеа да каже дека неговиот татко за жал починал. Тој почина на 65 годишна возраст. Драган Вучич ќе остане за секогаш впишан како еден од основоположниците на македонската јавна сцена од осамостојувањето па се до неговата прерана смрт. Академски музичар, врвен инструменталист, виртуоз зад бас гитарата, уште од најмала возраст се среќава со музиката, талент кој ќе го наследи од неговиот татко, некогаш познат хармоникаш. Искуството Вучич го стекнува свирејќи низ многу групи во младоста, кога се запознава и со својата сопруга Весна, ќерка на прочуениот македонски гајдаџија и легенда на изворниот македонски фолклор Пеце Атанасовски. Вучич професионално и се посветува на фолк музиката, иако забавната никогаш нема да ја напушти. Кон крајот на 80-тите, јавната музичка кариера на Драган Вучич започнува во групата Тавче Гравче, каде беше басист и придружен вокал на Смилја Митревска, со кој издава и LP плоча со најпознатиот сингл Ако имаш срце. Токму во оваа група ги постигнува првите впечатливи резултати и Скопјани, а и цела Македонија го запознава во вистинско светло, во она која го паметиме и денес. Во почетокот на 90-тите години Вучич станува член на новоформираната и тогаш многу популарна македонска фолк група Кода, каде исто така свири бас гитара, но сега е и главен вокал. Нивниот хит Ника Марика ќе стане вонвременски и ќе остане во аналите на македонската новосоздадена фолк песна. Во тоа време некаде веднаш по самостојувањето, по распадот на групата, покрај солистичката пејачка кариера, Драган Вучич влегува и во водителските води, професија што на себе својствен начин, оригинален, уникатен и пред се близок до вкусот на народот, успешно ќе ја турка се до неговиот последен ден во животот. Музичкото талент шоу која Македонија го имаше пред Пинк и Грант воопшто и да бидат создадени, наречено Вашите 5 минути и ден се памети. Таленти од народот со автобуси, организирано од цела Македонија, доаѓаа за да си ја пробаат среќата, покажувајќи ги своите вокални и музички предиспозиции и скриениот талент пред целата ТВ јавност. Во меѓувреме Вучич никогаш не остави својата прва љубов музиката настрана. Ги компонираше некои од најголемите македонски хитови, песни што останаа евергрини како Макфестовската победничка песна испеана од Олгица Христовска во 1992 година, Свирете ја заиди заиди, потоа исто така легендарната Макфестовска тема Ангели ме носат, испеана од Силви Бенд. Неговата гениалност продолжува и се приметува и на Евросонг во 2005 година, кога настапи неговиот син Мартин со песната Ти си сон или Make My Day, која напиша токму Драган Вучич. Телевизиските проекти се редат паралелно со музичката, а секој од нив поинаков, поразличен, можеби не толку спектакуларен, но се погледан и поприфатен од претходниот, го прави Вучич своевиден ТВ феномен. Лик кој секогаш умее да го погоди вкусот на народот, влегувајќи во неговиот ментален склоп до срж, што му гарантира се поголема гледаност на секоја негова нова емисија, а нему се поголема популарност. Од Вашите 5 минути преку Знаеш, не знаеш, добиваш, Срекни луѓе, Возење со Вучич, па се до последната гурмански муабети ќе останат трајно запаметени, како и неговиот автор и водител, македонскиот ТВ феномен, кој 3 децении со своите проекти постојано беше во врвот на популарноста кај ТВ гледачите и публиката воопшто. Ако некој изминатите неколку години работеше и знаеше како со македонските, но и балканските јавни личности, беше токму тој, а еве неколку објави од нив, како за последен пат се поздравија со легендарниот водител. Лила Филиповска на својот Инстаграм профил напиша: Крај на една ера, не постои подобар начин да се одаде почит кон ликот и делото на еден човек како Драган Вучич. Неговиот ведар дух, непресушен, оптимизам и желба за работа вечно ќе бидат запаметени од луѓето кои го познаваа. А тој си го живееше животот како што тој сакаше, со песна, дружба, забава. Јас знам дека истото ќе го прави и таму каде што е сега. Некои работи никогаш нема да се сменат. Патувај Вучко, нека ти е светол патот, почивај во мир. И да, не заборавај да го поздравиш татко ми. Искрено сочувство до Весна и Мартин.
Познатиот пејач Александар Тарабунов, кој многу пати во својот живот гостуваше во емисиите на Драган, на својот Инстаграм профил напиша: "Нека ти е лесна земјата, почивај во мир, легендо. Беше голем човек што зрачеше со добрина и позитивна енергија. Ми беше чест да бидам дел од неговите емисии. Почивај во мир", напиша пејачката Анета Молика. "Предобар човек, немам зборови. Почивај во мир, кралу", напиша Огнен Здравковски. И пејачката Елена Велевска се прости од водителот преку социјалните мрежи и напиша: "Другар бе, нели нешто спремавме за септември?" Од Драган Вучич се прости и македонскиот музичар, композитор, уметничкиот директор на Макфест и Скопски фестивал Љупчо Мирковски, кој на социјалните мрежи напиша: "За жал ја изгуби битката. Почивај во мир, другарче мое." Владимир Блажев, односно Панчо од ДНК, исто така се збогуваше со Драган Вучич, истакнувајќи кога дознал дека е позитивен на корона, веднаш му пратил порака. "Откако дознав за неговата состојба и дека е хоспитализиран минатиот вторник, без размислување му пишав СМС за поддршка и побрзо закрикнување. Ми врати едноставно во негов стил: "Ти си ми едно големо срце. Сега денес тоа срце е тажно. Загубивме еден голем човек пред се, татко, дедо, музичар, шоумен, професионалец и дефинитивно еден од најхаризматичните ликови во нашата земја и естрадата. Ми беше чест што те запознав. Длабоко сочувство до фамилијата и блиските. До следно наше гледање, пријателе. Легендите живеат вечно." Ова се само неколку од познатите кои му посакаат да почива во мир на македонскиот легендарен шоумен. Поддршка до семејството Вучич пристигна од фановите, колегите, буквално од сите кои го познаваа, но и кои не го познаваа Вучич. Како за крај на овој прилог во кој се надеваме дека успеавме да ве навратиме во успешната кариера на Драган Вучич, од целиот тим на Алфа телевизија посакуваме да почива во мир и упатуваме искрена поддршка до неговото семејство. Слава му!